Во кошаркарската Суперлига на Македонија се одигра надпреварите од третото коло. Работнички ја продолжи серијата победи на гостувањето во Кавадарци против Фен Индустри. Славеше победа од 81-73. Гостите беа во постојано водство, а највисоката предност тие ја имаа во завршницата од првото полувреме. Неколку пати водеа со по 10 поени. Фен Индустри во финишот од надпреварот се доближи на негатива од 2 поени, но немаше сила за пресврт. Најефикасен со 20 коша беше Зивчевич, а Букар постигна 19, а Јелесивич 15. Кај Фени Соколов постигна 17, а Мекинтош пиша 14 коша. МЗД Скопје го скрши отпорот на Лирија и на крајот забележа победа од 93-85. Лидер во МЗД Скопје со 23 поени беше Оген Стојановски, а 14 поени даде Дејвис. Кај Лирија прв стрелец со 23 поени беше Балша Радуновиќ, а 14 постигна Александар Угриновски. Во последниот надпревар Куманово беше поразен на домашен терен од Кожов со 91-76. Следното четврто коло се игра в сабота на 13 април. Во Лигата на фудбалските шампиони, познати се сите патници во полуфиналето. На Реал Мадрид и Борусија Дортмунд им се приклучија Барселона и Баер Михен. По нерешените исходи во првото полувреме на двете средби, сепак во второто полувреме мрежите се затресоа. На дуелот помеѓу Барселона и Парис Сен-Жермен на Nou Camp, гостите беа тие кои прво го отворија резултатот со голот на Пасторе во 50-та минута, со кој на французите им носеше влез во полуфиналето. Сепак каталонците дури откако влезе во игра Лео Меси, добија сила и изравнија на 1:1 со голот на Педро во 71-та минута во акција која ја започна токму Меси. До крајот на средбата мрежите мируваа, па така Барселона со повеќе постигнати голови на гости обезбеди пласман во полуфиналето во Лигата на шампионите. На вториот дуел во Торино, Баер Михен уште еднаш го прегази Јувентус со 0:2. Избраниците на Јуп Хенкес со германска дисциплина уште еднаш покажаа завиден квалитет и со погодоците на Марио Манџукиќ во 64-та минута и Клаудио Пизаро во последните моменти од мечот остварија сигурен триумф. Ждребот за полуфиналните двојки ќе се одржи утре, а не е исклучена можноста да гледаме германски и шпански дуели на најдобрите два тима во шпанската и Бундеслигата. Во кошаркарската Евролига синоќа беа комплетирани првите надпревари од четвртфиналето. Перо Антич со Олимпијакос победи со 1:0 во дуелот со Анадолу Ефес и на домашен терен победи со 67-62. Принтези со 26 поени беше незаслужен за победата на домакинот. Керем Ѓонлум со 17 поени беше прв стрелец кај гостите од Истанбул. Предноста на домашниот терен ја искористија и ЦСКА Москва, која пред своите навивачи славеше против КК Лаборал со 89-78. Сони Вим со 19 и Милош Теодосич со 17 поени беа најефикасни кај московјани, а Фабијан Козер со 17 и Андрес Носиони со своите 16 поени беа први стрелци кај шпанците. Победа пред своите навивачи оствари и Реал Мадрид, кој високо со 79-53 победи со 1:0 против Макаби Тел Авив во плейофот. Надпреварите број 2 од четвртфиналето во кошаркарската Евролига на програмата се утре вечер. Во NBA лигата синоќа се одиграа 10 надпревари. Брајант реализираше најмногу сезонава 47 поени за триумф на Лејкерси од 113-106 на гостувањето кај Портланд. Двајт Хауард и Погасол комбинираа 43 поени. Кај домакините Портланд со 38 поени најдобар беше Дамјан Лирард. Вилшон Чендлер даде 29 поени, а Бруер придаде 28 за Денвер, која остварија 21-та победа во низа на домашен терен во дуелот со Сан Антонио од 96-86. Андри Гудала забележа трипл-дабл, 12 поени, 10 асистенции и 13 скока за Денвер. По 12 сезони поред, Далас оваа година остана без плейоф пласман. Маверикси загубија на домашен терен од Феникс со 91-102 и се простија од плейофот. Драгич со 21 поени, Пиџеј Таке со 17 коша беа најефикасни кај сонцата, додека кај домакините Шон Мерион имаше 22 поена и 9 скока. Ги гледаме сите резултати од синоќа, а за вечерва се предвидени само две средби.